алармантна е состојбата од делот на безбедноста во цела држава, па помеѓу другото и во самите затвори. Она што во изминатите неколку дена се случува во делот на полицијата, дали тоа е во редовната полиција по премините или пак било каде, а независниот синдикат на полицијата 2015 као да знаел дека вака ќе се одвиваат настаните во делот на безбедноста во Републиката, но за жал, кажувам, за жал, бидејќи се уште постојат министри кои не го респектираат тоа што независниот синдикат го работи во делот на одбраната и заштитата на вработените во полицијата и на лицата кои носат униформа и се задолжени да ја чуваат безбедноста на сите граѓани во оваа држава, меѓу кои вие медиумите, зашто мене ми е навистина жал што одредени министри и директори не го почитуваат, но ќе дојде момент и време кој ќе тропне Македонија пред портите во Брисел и кај што ќе бараат изими од Конфедерацијата, а и од лично мене као претседател на независните синдикати, бидејќи ако безбедноста на вработените во униформата е на најниско ниво во Македонија, во моментов, во поглед на многу изминати години, што да кажуваме каква ќе биде иднината на работниците кои, ако јас со 38 години стаж се замислувам по одредени моменти, по одредени прашања, дали воопшто да излезам пред медиумите, и бидејќи денеска беше предвидено и дел од претседателите на затворите да бидат со мене, се замислиат дали воопшто да се појават пред камерите, бидејќи на вистина безбедноста е многу сериозно нарушена во државата и ќе ја поздравам од говорницата на независните синдикати на полицијата новата амбасадорка која е дојдена во Македонија и која навистина можеби сака да ги решава прашањата во оваа држава. Мојот поздрав се однесува во делот на насоките кои ќе ги даде Гоце на таа амбасадорка да се позамисли што се случува на оваа територија, на ова парче земја Македонија, кај што ако ви кажам дека две групации се степале во затворот во Итризово и кај што полицајците сакале да ги одвојат двете групи, односно да направат согласно дадените насоки по писмен пат што ги имаат во затворите помош за да не се случи крвопролевање во затворите, кај што пак на некој начин пак затоа што не сакале да бидат спасени одвоени, ги нападнале па полицајците. И бруката да биде до таму отидена, сега полицајците и полициските службеници се виновни затоа што ги бранеле затворениците да не се направи голема штета по нивното здравие. Тоа е основата на овој наш прес, можеби не многу богат, меѓутоа и текако содржаен, затоа што мислам дека еден ден и независниот синдикат, и директорите, и одредени институции мора да седнеме на маса, да ги расчистиме нештата, за да може вработените во затворите, вработените по улиците кои се од делот на сообраќајната полиција и сите останати кои се задолжени да го штитат редот и поредокот и безбедноста на оваа држава и на граѓаните во незе, па помеѓу другото и на амбасадорите и одредени луѓе кои се едноставно представници на одредени држави, да биде на ниво како што е во сериозни држави надвор од Балканот. На 31 декември се случува, ви напоменав во првото излагање, се случува проблем во самиот затвор во Идризово. Постапката уште не е завршена во делот на она што се анализира од самите камери од натрешното видеонадзорно наблюдување на целиот затворски систем и од таа причина пак нема да одиме со одредени детали, бидејќи истрагата внатре е се уште во тек. Станува збор за нешто што преку одредени телефонски видеоснимки е излезено и порталите објавија за јавноста, меѓутоа ништо не е официјално и званично. Одма се оди да треба да одговара полицискиот службеник. Мислам, ве молам, ако полицајецот бил на работно место и бил со задача да ги одвои групите кои се степале внатре, зашто би одговарал полицајецот?
Мислам, нема првично нема логика. Ако не се тепале, полицајците немале ни да влезат во ситуација да ги одбрануваат двете групи. Наедноставно е вината да се префрли на полицискиот службеник, на работникот кој е во ситуацијава полицаец, затоа што така веќе навикна во изминатите неколку години поединци, вината се префрли кај полицаецот и наедноставно е он да одговара. Не верувам дека ќе одговара, бидејќи јас сум вклучен во делот од овие процеси, од причина што пак ќе напоменам, 207 полицајци во затворскиот систем во Идризово се членови на независниот синдикат, поголем дел од луѓето што се инволвирани се членови и во независниот синдикат, веќе се алармирани адвокатските тимови, работиме на сериозно расчистување на прашањето и проблемот кој е настанат во затворот Идризово пред Нова година, и јас ќе ги замолам и министерот за правда, директорот на извршување санкции, односно и директорот на самиот затвор, во даден момент кој ќе имаат релевантни факти и документи, односно кој ќе имаат целосни извештаи, да излезат јавно пред јавноста, предпоставам дека тоа и така ќе биде, за да не се шпекулира, да не ги инволвираме вработените во полицискиот затворски систем и да ги ставиме и изложиме во една непријатна ситуација дека они се виновници за ситуацијата што се случила со тепањето меѓу одредени групации во самиот затвор. Па директно се тројца засегнати, директно, индиректно има и други полициски службеници во затворскиот систем, меѓутоа пак ќе кажам, ова е неофицијално и не би сакал да го земеме као бројка доека не добиеме целосен извештај. Јас ја кажам тројца кои директно учествувале, меѓутоа има и луѓе кои биле на видеонадзор и тие биле делумно инволвирани, односно застапени во начинот на постапување, на одвојување, односно на раздвојување на групите, така да пак ќе напоменам, кој ќе добиеме официјални извештаи, мада не значи ништо бројката тројца, за мене целата смена. Значи, тука биле 25-30 луѓе што биле комплетно во делот на тој простор за обезбедување. Не би сакал сите 25 да ги кажувам као бројка, затоа што од тие 25 само 5-6 луѓе, односно 5-6 од затворските службеници биле директно инволвирани во тоа крило кај што бил и самиот проблем на делот на тепањето на делот затворениците во. Немам вакви детали, од информативите што ги имам од порталите да, од вработените во затворот да, меѓутоа кој конкретно, каде во која болница има завршено, какви се извештаите, не би сакал да шпекулирам, ќе сакаме и ќе чекаме официјални извештаи, меѓутоа не би сакал такво нешто да пренесам, затоа што јас до мене таков податок нема дојдено и не би сакал да пренесам такво нешто. Знам дека ги следите состојбите посебно во затворите, кај што имаме целосен мониторинг од Европската Унија во делот на нивните права, односно правата на затворениците. Ние ги бараме пак нашите права на вработените во затворскиот систем, односно затворските полицајци. Седнаве на маса, точно е, делумно, односно расчистиме прашања и проблеми кои беа за тоа во моментот јуни, односно јули месец беа тие проблеми и тогаш тоа го затвориме, го расчистиме со тогашните, да речеме, разговори со надлежните. Од тогаш до сега не се појави и немаше условно кажано проблеми од ваков вид, односно ова што се случи е инцидент, едноставно живи луѓе имале меѓусебно расправи во затворот. Затворските полицајци помеѓу другото имаат и таква ингеренција, надлежност за да може да ги развијат, односно понатака постапката ќе оди, има служби кои ќе го расчистат сето она што било и причина за настанатиот проблемите пачката, меѓутоа и ова што прашавте, кои од луѓето се повредени, на кој начин, како, односно кои биле пренесени во болниците, сите информации ќе ги добиете од официјалните судски, односно затворски власти кои ги имаат податоците детално и имаат должна обврска према самите граѓани да пренесат што навистина се случувало, а мора да знаеме дека и на се она што се случува во затворите имаме мониторинг од Европската Унија во секој поглед, значи ние не смееме да
ги извртуваме работите, мора да има една вистина која е према сите граѓани со цел да знаеме што све се случува и во самите затвори.